Беше тоа на 12. јануари 1746 година, кога е роден Јохан Хајнрих Песталоци, швајцарски педагог и реформатор, духовен творец на современото основно училиште. Познати се неговите дела како Гертруда ги учи своите деца, Линхард и Гертруда, Лебедова песна и други. Во негова чест е наречено основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во Скопје. На 12. јануари 1964 година во Скопје е основан Музеот на современата уметност. Прв директор беше Борис Петковски. Беше тоа на 12. јануари 1986 година, кога е роден Дејан Пецаковски, македонски ракометар кој игра за екипата на Пролет и за македонската репрезентација. На 12. јануари 1980 година почина Петре Пирузе Мајски, македонски правник и политичар. Започнал како активист на студентското движење и македонскиот народен покрет МАНАПО, организатор, борец и командант во народно-ослободителната борба. Работел како адвокатски приправник во Охрид и бил член и прв секретар на Комунистичката партија во градот во 1941 година. Мајски го организира ослободителното движење во Дебарца и бил командант на втората оперативна зона и раководител на народно-ослободителната борба во западниот дел на Македонија. Бил член на Генералштабот на НОВ и ПОМ и учествувал на второто заседание на АВНОј и на првото заседание на АСНО. Избран е за член на президиумот на АСНО, потоа за прв повереник, министер за правосудство на Македонија и член на Комисијата за изработка на македонската азбука. Носител на партизанска споменица 1941, политички дискредитиран како пензионер, умира во родниот град Охрид. На 12. јануари 1993 година во Скопје умре Чедо Јакимовски, македонски писател и новинар, автор на книгите Нарциса, Лажно море и Халеевата комета. Роден е во Кратово на 22 февруари 1940 година. Беше тоа на 12. јануари 1995 година, кога во Скопје почина Климе Савин, македонски пливачки маратонец и спортски работник. Во негова чест патеката го носи името Климе Савин, од Свети Наум до Охрид, на интернационалниот Охридски пливачки маратон, дел од Светскиот пливачки куп. Климе бил еден од првите идриличари во Охрид. Роден е на 19. јануари 1941 година. Беше тоа на 12. јануари 2008 година, кога во услови на магла на локацијата кај Катлановско блаце се урна хеликоптерот Ми-17, враќајќи ги подполковникот Тони Спасовски, мајорот Горан Ристовски, капетаните Бране Спасовски и Игор Ѓоревски, заставниците Славчо Василев и Тони Давидковски, постарите водници Јанко Ширик, Мики Ивановски, Александар Тасковски и Александар Васик, како и десетарот Златко Велјановски од мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина.